Проект Безбедни медиумски работници за квалитетно новинарство во Северна Македонија. Дали се безбедни медиумските работници? Се случувало да влетаат камења кон нас. Дали тоа било од протестите на Кале, за протестите кои што се однесува на судските случаи за предметите Монструм, диво населје. Како новинари, новинарки сме искусиле и димни бомби, и солзавец, сме барале безбедност криејќи се позади полицајците, но не секогаш и тоа било најбезбедното решение, затоа што се случувало и контранапад, како што беа, например, известувањата за протестите за 5 мај за Мартинешковски. Не се почувствував многу добро тоа во тој момент кога има вербални напади и од страна на полицискиот службеник, но и од страна на другиот службеник задолжен за изборите, бидејќи видов дека не толку ја сваќаат работата, тежината на новинарството, а посебно тоа фактот дека сме жени новинарки. Не би сакала да направам дистинкција дека ние сме понежни или треба да имаме некаква привилегија, но од аспект на бонтон, од други човечки аспект, мислам дека требаше барем да имаше некоја граница, да нема таква бурна реакција. Најубедливо, најлошо искуство досега за мене е така наречениот крвавиот четврток, односно насилниот упад во собранието. Тогаш пред портата на законодавниот дом, конкретно, буквално пред самата порта на законодавниот дом, бев физички нападната и ми беше скршена камерата со која што се обидував да ја снимам толпата која што се обидува насилно да влезе во собранието. Да биде билјата поголема, јас бев бремена во тој период со моето второ дете, но за среќа немаше никакви последици за времена и текот на бременоста. Се случувале во лични пораки да пристигнат псовки и навреди на читатели на кои што не им се допаднале текстовите. Односно не се совпаѓале со нивниот, хајде да кажам, политички светоглед. Во една ситуација бев и лично прозвана од јавна личност на социјалната мрежа Facebook, затоа што сум пренела изјава, мислење на жител на Берово за иселувањето на младите. Се случувале и навреди, особено кон жени новинарки, на протести од демонстранти кои што биле незадоволни или во најмала рака не им се допаднале прашањата поставени во анкета. Знам дека многу жени новинарки, женски новинарки имаат некој момент на дилема дали да кажат гласно, да кажат дека биле нападнати или не знам, не им било дозволувано да направат некој да си ја вршат својата професија на таков начин како што они замислиле и сакале, но мислам дека само со гласно зборување за своите проблеми, дури и минорни, ако се, не знам, помали инциденти, за све мислам дека треба да се зборува гласно за да се свати дека ова не се баш изолирани инциденти, туку се работи за феномен. Мислам дека е потребна и солидарност и нови системски решенија. Ми се чини дека едно од најдобрите можни решенија би било да се направат измени на кривичниот законник во кој што нападот врз новинар, врз медиумски работник ќе се третира како напад врз службено лице. Така верувам дека
ќе се намалат нападите и обидите за напади врз медиумските работници, затоа што неказнивоста отвара врати за повеќе напади, на некој начин и ги охрабрува нападачите да продолжат да го прават тоа. Не е доволен само законот, туку и имплементацијата и високите функционери да зборуваат доволно за тоа, за доброто што го прават новинарите за општеството, за да и луѓето, но и функционерите на друг начин да не доживуваат. Некако непријатели кои што само треба да се бркат или да се казнат, не знам, туку како соучесници, како соработници кои што го сакаат доброто на државата. Небезбедноста го намалува просторот за професионални медиумски куќи, затоа што многу колеги дури ја напуштаат професијата, стравувајќи заради својата безбедност. Многу колеги кои што досега ја напуштија професијата токму на таа причина поради небезбедност ми велат зошто да го трпам ризикот ако ни јавноста не ја цени ни ризикот ни трудот за добиената информација. Според истражувањето на Меѓународната федерација на новинари, поголемиот процент од новинарките кои биле нападнати онлайн решиле да се самоцензурираат и да престанат да обработуваат конкретни теми во насока на избегнување на нови напади кон нивната личност. Ова видео изработено со финансиска поддршка од Балканскиот фонд за демократија, проект на Германскиот Маршалов фонд на Соединетите држави и Министерството за надворешни работи на Норвешка. Мислењата изразени во ова видео нужно не ги представуваат оние на Министерството за надворешни работи на Норвешка, Балканскиот фонд за демократија, Германскиот Маршалов фонд на Соединетите држави или незините партнери.